Куќата на духовите во Битола. Локација и историја. Битола е историски град на југозападот на Македонија, кој вклучува многу османлиски градби. Оваа куќа обично се опишува како напуштена и долго време неупотребувана зграда. Легенда. Историјата на перонската куќа во Битола е прилично збунувачка. Според легендата, во оваа куќа некогаш живеел стар свештеник или духовник, а во домот се случиле некои зли настани. Многу луѓе тврдат дека куќата во доцните часови на ноќта излучува мистични светла и дека од внатре се слушаат страшни звуци. Според народот, се верува дека оваа куќа ги чува душите на исчезнатите луѓе. Понекогаш околу куќата се гледаат страшни силуети. Реалности и приказни. Куќата навистина е напуштена и во руинирана состојба. Меѓутоа, овие приказни можеби се родени од темната и напуштена атмосфера на куќата. Луѓето сакаат да создаваат приказни за духови, врз основа на страв и подсвест. Стари згради и напуштен изглед создаваат мистичен привлечен амбиент за посетителите. Денешна состојба. Овој историски локалитет не привлекува големо туристичко внимание, но локалните жители и туристи се интересираат за овие приказни и го посетуваат местото. Куќата денес е позната како легенда и се уште е предмет на разговори во регионот. Реката Вардар. Локација и историја. Реката Вардар е најдолгата река во Македонија и протекува низ многу градови. На реката е обележана со многу стари мостови и градби. Легенда. Најпознатите легенди за реката Вардар се поврзани со исчезнатите острови во неа. Се верува дека овие острови биле настанати како населени места, но поради лошо проклетство исчезнале. Островите во една ноќ биле потонати и исчезнале низ историјата. Според легендата, на овие острови живееле зли духови или лоши луѓе. Исто така, некои тврдат дека понекогаш на површината на реката се гледаат необјасниви форми. Реалности и приказни. Реката Вардар играла важна улога во историјата на Македонија како главен воден пат и трговски пат. Островите можеби исчезнале поради природни катастрофи или промените во водостојот на реката. Речните мочуришта и природни процеси можеби довеле до исчезнување на овие острови, но нема конкретни докази за тоа. Сепак, овие легенди продолжуваат да се раскажуваат од генерација на генерација. Денешна состојба. Вардар е најважната река во Македонија и се одликува со многу мостови. Туристички патувања и истражувања на реката го популаризираат оваа мистична легенда. Реката и нејзините природни убавини привлекуваат многу посетители.